Македонец на возраст од 19 години вчера попладне почина подавање во морето на плажата Ханиоти на првиот крак на Халкидики. Момчето кое според информациите од Тетово од водата било извлечено во безсознание и итно пренесено во здравствената установа во Касандра, каде што лекарите ја констатирале неговата смрт. Информацијата за трагедијата ја сподели крај брежната служба на Грција. Прелиминарна истрага спроведува втората пристанишна управа на Неа Мудања при централната пристанишна управа на Солун, додека телото треба да биде префрлено во судско-медицинската служба на Солун за обдукција. Македонското министерство за надворешни работи и надворешна трговија потврди дека македонскиот конзулат во Солун ја добил информацијата дека на плажа во близина на Халкидик животот го загубил 19 годишен македонски државјанин. Конзулатот е во редовна комуникација со семејството на починатото лице со цел завршување на сите неопходни административни процедури за транспорт на телото. Грчкиот волонтер спасувач Јоанис Колокитас, кој само неколку минути по несреќата пристигнал на плажата, на социјалните мрежи изрази жалење за смртта на 19 годишникот, кој според него доживеал срцев удар подавање во морето. Објасни дека спасувачката која била на плажата со помош на други капачи го извлекле момчето од морето и веднаш започнала со пропишаниот процес на реанимација, со истовремена употреба на автоматски дефибрилатор. Екипата на брзата помош возеше брзо и внимателно. Лекарите ја констатираа смртта на детето, напиша спасувачот Колокитас. Особено треба да се внимава на температурните разлики, препорачува спасувачот од Црвен крст Аргент Чилјафи. За Канал 5 тој објаснува дека доста често не го слушаме своето тело при влез во вода, особено во летниот период, кога температурите се високи што предизвикува шок кај организмот. Прелазот од топло во било каква водена површина знае да направи шок на организмот, така да секогаш препорачуваме влезот во самата водена површина да биде постепено, односно да нема скокање директно. Често знаеме и да комбинираме алкохол и ладна вода. Знаеме претходно да бидеме долго време изложени на сонце во комбинација со обилна храна, односно претходно конзумирање и се остало, да не направиме некоја мала пауза и веднаш кога влеземе во една површина. Инаку во водите на Егејското море на Халкидик и во 2022-та еден македонски државјанин исчезна, откако тројца другари на плажата во Посиди влегле во морето, оддалечувајќи се од брегот, но ги завлекле силните морски струи. Двајца од нив беа спасени истиот и следниот ден.